Добро утро. Понеделнички алфа анализа на тема дипломатија во време на пандемија. Нормално станува збор за COVID-19, короната која не измести од нашите оски, секојдневниот живот веќе не е секојдневен живот. Мој гостин е амбасадорот Огнен Малевски. Добре дојде во студиото. Добре ве најдов. Зошто е битна темата? Светот повеќе не е ист. За несреќа или за среќа, зависи кој како ги гледа работиве, се измести. Многу работи не се тоа што на кој ние научивме да бидат, рутините ни се сменија. Еве, не можеме да разговараме во автомобил без маски, се заштитуваме еден од друг, се плашиме од пандемијата. Многу работи се нејасни, нема фудбал со публика, олимписките игри се одложија, многу работи се изменија за краток период. А во овој контекст глобален, во оваа голема рамка, се измести, се чини и дипломатијата. Таа веќе не е онаа стара, нели, дипломатија што сме научиле да ја гледаме. Директни контакти, говор на телото и така натаму. Неодамна читав еден ваш есеј, многу релевантен би рекол, во издание, една едиција во издание на Штифтунг од Фридрих Еберт. Моето прашање е што се смени во дипломатијата? Па ефектот врз меѓународните односи и дипломатијата е видлив. Кога наместо оние чести контакти, посети, меѓународни конференции кои беа скоро секојдневие, за кои се јавуваше, зборувам глобално, во светски рамки, не само за македонската дипломатија, се разбира. Наместо тоа, сега гледаме повремени Skype и Zoom и не знам кои апликации се користат, конференции, организирање на евакуација, како да се помогне на некој граѓанин кој заглавил во некоја точка од земјината топка. Така што очигледно и повеќе од очигледно е дека и дипломатијата претрпе сериозен удар во нормалното функционирање. Она што велиме не е исто ништо како што беше порано, се однесува и на дипломатијата, и така ќе биде се додека траат овие здравствени режими кои ја ограничуваат комуникацијата. Затоа тоа се гледа и во ангажманот внатре во министерството, во министерствата, па и во нашето министерство, каде што фокусот сега е ставен токму наместо ние традиционални политички и економски проблеми, е ставен на справување со корона кризата, координирање на активностите, обезбедување помош, и тој тип на активности врзани главно со коронавирус. Велиме дека живееме во мултиполарен свет. Тоа значи дека би требало мултилатералните организации да имаат своја улога, своје влијание, да бидат центар на креањето на светската политика. Еве да речеме како тие поголеми центри Женева, Њујорк, Вашингтон, Париз и така натаму. Меѓутоа, мој впечаток е дека токму прв кој се сопна на оваа криза беше мултилатерализмот. Некако државите, особено големите, прво се повлекува во себе и размислува за своите интереси. Апсолутно се согласувам дека всушност се случи еден парадокс. Сите зборуваме дека се работи за глобален проблем кој бара глобална координација и заедничко справување со проблемот. Наместо тоа видовме повлекување внатре во националните рамки, во државните рамки и
еден слоган се наметнува како впечаток од сето тоа, спасувај се кој може и како знае и уме. Значи, наместо колективен ангажман, барем првите неколку месеци од владењето на кризата, се уште не гледаме некоја посериозна координација на глобално ниво. Беше оставено на националните држави и секоја носи некои своји автохтони мерки и методи на справување со проблемите што се јавија со коронавирусот. Мислам дека меѓународните организации пред се потврлија заради односот на одделни држави кон нив. И ги покажаа сите слабости на тој меѓународен систем. Ако тргнеме од Обединетите нации, тоа се организација формирана пред 75 години. Последниве 20 години се зборува за сериозна трансформација, промени во функционирањето на организацијата. За жал, ништо од тоа не гледаме. Очигледно дека теми како што се пандемијата се далеку од фокусот на организацијата. Неколку специализирани агенции, како што е Светската здравствена организација пред се, а потоа и она за миграции, УНХЦР и така натаму, тие во рамките на нивните релативно скромни можности го прават она што можат со тие капацитети да го прават и се фокусираат на најранливите групи, на давање препораки, комплетирање на информациите на глобално ниво, така натаму. Тоа е она за што имаат уни капацитет да продуцираат како одговор на пандемијата, што очигледно не е доволно за некој посериозен координиран настап на меѓународен план. Иако имам некое разбирање за Обединетите нации, бидејќи Советот за безбедност и Генералното собрание имаат релативно ограничени можности да функционираат и делуваат на овој план, барем според сегашната поставеност институционална. Интересно е дека и други организации кои би требало да бидат поорганизирани покажа слабости. Тука се и регионалните иницијативи, да речеме G7, G20, па и нашите процесот на соработка во Југоисточна Европа, ЦЕИ и така натаму. Да не ги редиме и на глобално и регионално ниво, не видавме лидерство. Очигледно е дека отсуствува лидерство, а диагнозата ја поставивме веднаш на почетокот. Државите се свртеа внатре, наместо надвор. Или барем паралелно да работеа на внатрешен план, но исто така да посветеа внимание и на меѓународната заедничка соработка во справување на кризата, затоа што видовме дека некои се смееа на појавата на коронавирус во Кина, под наводници се смееа, ама некој на шега, некој на мајтап ја зимаа целата работа, гледаме дека таа не познава граници. И дека вирусот се шири и просто денес не постои точка на земјината топка која не е погодена од коронавирус. Така. Јас лично кога се разви оваа пандемија, кога стана опасно, бев во Казахстан и следев на дневна база што се случува и забележително беше што први земји кои влегоа со помош, директна помош, медицинска, логистичка, испраќање лаборатории во Казахстан беа Русија и Кина,
ке речеме нормално, тие се нели први соседи. Иако и Русија, а особено Кина, својата помош или да наречеме медицинска дипломатија, испраќање нели екипи и така натаму, ја проширија на Кина на глобален план. Факт е дека овие две големи земји и постојани членки на Советот за безбедност веднаш реагира и веројатно тука печелат дипломатски поени. Сакале ние да признаеме или не, и во услови на ваква криза имаме нели дипломатија која треба да ги оствари своите цели. А како беше во Европа во тоа време? Дали Европа беше едногласна во политиките? Европската Унија, мислам, конкретно. Да, Европската Унија како носител на соработката во Европа, бидејќи таа во рамките на својата политика има прво група на земји кандидати за едно членство и има соседи со кои се труди да оствари што поголема соработка. Може би тука и најголемото разочарување, барем во оние првични 3-4 месеци од справување со предизвикот од коронавирусот, Европската Унија наместо да ги искористи сите механизми што ги има, беше практично парализирана и ги остави практично сите механизми на делување на индивидуалните членки. И впечатокот, барем на нас од страна, што гледаме, слушаме, читаме, е дека беа тотално дисхармонични, неусогласени. И затоа имавме таа ситуација во Италија и во Шпанија да ескалира до таму да тие го ставија под прашање и своето идно функционирање во рамки на Европската Унија. Сеќавам на некои изјави на нивните премиери Конте и Санчез. Како да им објасниме на нашите граѓани дека ние сме во Европска Унија и дека градиме Унија во која владее солидарноста. И мислам дека беа сосема на место таквите предупредувања, кои за среќа гледаме дека можда задоцнато, но вродија со плод. И Европската Унија успеа полека да се извлекува од таа пасивна ситуација и да настапи проактивно, доделувајќи помош преку ургентните фондови и планирајќи посериозна помош за наредниот период. И тука мора да дадеме признание и на германската дипломатија, која го искористи својот авторитет и председавање со Европската Унија и го усогласи оној фамозен пакет од 750 милиарди евра за помош во справувањето со корона криза. И го усогласи буџетот за 2001-2007 година. Иако со она веќе видена драматика до последен момент ќе се успее или не. Одложувања, излегување од сала, напуштање на конференција, но на крај успеа сепак да стигнат до овој усогласен предлог буџет, кој треба нели на ратификација да иде во парламентот. Но тоа е сепак успех. Да, сепак е тој механизам заеднички, нели, оперира со, речиси, 2 трилиони евра. Тоа е огромна сума која ќе се користи за вакви интервенции. Меѓутоа, тоа нема да биде дадена помош, сепак тоа ќе бидат со некои клаузули, позајмици и така натаму. Па јас не бум гледал на поклонетиот коњ во Забите. Има 3 столба во таа помош. Еден е ова што го велиш и ти, што е веројатно најголемиот, но тоа се многу поволни кредити. Значи тоа се главно бескаматни или со минимална камата кредити,
што е голема помош и наменета за макрофинансиска стабилност, бидејќи многу држави, како и нашата, сериозно се потрошија брцна во буџетот и се потрошија во реализација на разни програми на поддршка. И има еден дел што се грантови кои се реализира и не треба да го подцениме. Македонија доби значајна помош во делот на образованието, за поддршка на мали и средни предпријатија и така натаму. Мислам дека сето тоа е објективно недоволно, меѓутоа помошта од Европската Унија дојде. Европската Унија работи според кинескиот принцип, нели? Јас не ти давам риба, туку те учам да уловиш риба, така и со фондовите. Ако знаеш да ги искористиш, имаш пристап до нив и нема проблем. За мене тоа е интересно прашање во пракса како изгледа, бидејќи веќе имаме нели традиционална дипломатија која функционира со векови. Имаме економска дипломатија, културна дипломатија, каква не се дипломатија. Сега во последно време се зборува за дигитална дипломатија, во која Македонското министерство за надворешни работи остварува значајни успеси и поени. Еве во услови на оваа криза многу наши амбасади одговорија доста добро на предизвикот и извлекоа луѓе од заглавени низ светот. Ме интересира, бидејќи беше амбасадор наш во Австрија во време на криза, нели? 2001 година. Како би изгледало сега кога би бил во Австрија или да речеме во ОПСЕ, една мултилатерална организација, каде што ќе треба да се представуваат нашите интереси и позиции, а немаме директен пристап со нашите соговорници? Тоа е огромен хендикеп. Дипломатијата може да се користи со овие дигитални средства, платформи и за билатерални разговори, и за мултилатерални. Но ако тоа потребе, мислам дека ќе остави негативни ефекти. Не може до крај да се реализираат сите задачи кои стојат пред дипломатијата. Мислам дека времена замена за традиционалните методи е нужна и потребна и се користи, меѓутоа сепак е тоа замена, а не е оригинал. На подолг рок, навистина не можам да замислам дека во иднина светот само дигитално ќе комуницира. И денес ние да не правиме фама, се работи за меѓучовечки контакти. Тие меѓучовечки контакти ни се потребни од дома во семејството со нашите најмили и најблиски, до кругот на пријатели, па во работната средина, па и така натаму. Замислите сето тоа да ви кажат, нема, сега само со вашите ќе разговарате по телефон и ќе се гледате на Skype. Стерилна една. Тоа е дипломатија, да речеме. Во ние футуристички, дистописки филмови што сме ги гледале е показател на една дехуманизација. Сите тие помагала електронски, не знам какви се некоја помош, меѓутоа ако се тие главното средство на комуницирање меѓу луѓето, тоа е така е. Своевидна дехуманизација. Дипломатијата функционира на различни начини. Например, вие сте амбасадор, организирате прием, на тој прием ќе повикате гости одбрани, па ќе ги наместите кој со кого да се сретне да разговара, да си реши некое проблемче. Тоа сега го нема. Еве, испраќаме амбасадор во X земја, тој во 300 протоколи ќе помине за да ги предаде акредитивните писма и потоа е, речи си, комплетно изолирано од директни контакти. Се губи смислата. Во тој случај подобро да имате нерезидентни амбасадори од тука и да ги водат тие работи, што
На вистина ја става целата дипломатија, дипломатска мрежа, не само на Македонија, на сите земји во една незавидна ситуација. Апсолутно, апсолутно. Мислам дека ќе ги гледаме, ќе ги видиме трендовите, но ако тоа потрае, тогаш треба соодветно да реагираат и централите, и врвот на дипломатијата. Каде натаму и како треба да се биде рационален. Колку луѓе ви требаат сега во амбасадата, што задачи ќе им дадете. Вие сте димензионирале дипломатска мрежа и број на дипломати надвор и дома за извршување на одреден тип на задачи и тие не може да се реализираат. Тотално нефункционално е вие тоа да го одржувате чекајќи го Годот. Ме интересира твоја лична проценка. Како македонската дипломатија, нашето МНР, одговори на овој предизвик? Имаш некоја проценка направено? Па мислам дека ги следеше трендовите кои се европски пред се, не можеме да збориме глобално, затоа што сепак нашиот поглед од водно достига тука некаде до Европа. Али генерално тоа е така функционира и другите министерства и мислам дека добро се справија. Брзо се престроија на приоритетите, не чувме никаков проблем или афера, доцнеа можеби ден, два, три, меѓутоа ги извлекоа луѓето, реагираа на време. Ситуацијата беше таква и објективно можда тие доцнења беа предизвикани од објективни причини, не од лошата реакција на министерството. За користењето на дигиталните платформи гледаме дека добивме и пофалби дека сме лидери во регионот, а и го гледавме тоа преку учеството на разни меѓународни мултилатерални форуми кои се одржуваа преку овие платформи. Беа брзи во давањето информации, го користеа Твитерот, Фејсбукот и сите други достапни помагала, да речем, дигитални помагала. Така што мислам дека во тој дел поминаа добро. Сега немам информација како ги следеа состојбите во одделни земји и колку јавувам, но мислам дека ги имавме информациите, посебно од регионот, што преземаат тие, бидејќи, како што рековме, вирусот не познава граници, а прво ќе дојде преку соседот или ти ќе го пренесеш кај соседот, а тука на балконот е релативно мал простор и брзо се ширеше пандемијата. Така да, се на се, мојата оценка е позитивна. Се прашувам само, сега сме у период на преговори, па формирање на нова влада, па така натаму. Имаме прв ковид парламент. Така, Тоа е. така е. Дури ни Генералното собрание на Обединетите нации не успеа да се собере, него кога гласа за нов председавач, таму еден по еден влегува. И смешно или тажно е да се гледа она позната сала во Обединетите нации на Генералното собрание празна. И пообично кога некој диктатор држал говор, таа се празнаше. Да. Да речеме вирусот е диктаторот нов. Да, може и така. Еве едно прашање малце вака пошироко, но мислам дека е важно затоа што ми се чини дека можеме да ги видиме првите никулци на новиот светски поредок кој дојде побрзо отколку што некој предвидува, а предизвикан од оваа пандемија. Глобално се прави распоред на силите, земјите не чекаат нешто да падне од небо, се работи под полна пареја, мислам на големите сили од Франција, Велика Британија, Германија и така на Русија, Кина секако. Американците го тврдо стојат за тој унилатерализам, тоа го наметна нели администрацијата на Трамп. Што е интересно,
имаме трка кој прв ќе регистрира вакцина и сега имаме поделен свет. Дали да се користи руската вакцина или да се чека на американска или можеби британска. Тоа веќе кажува дека не сме излегле, не сме научиле лекцијата. Не ни е нели важна вакцината, важно е кој ќе ни ја продава. Да, или ќе излезат кинезите, па ќе биде најефтина и ќе ќе ја соборат цената. Американците ќе кажат да кинеска е вакцината, но шприцот е можеби не знам американски. Добре, ова што го каже Вове до една многу сериозна тема што се случува во глобалните меѓународни односи и посебно во оној четвороаголник каде што се САД, Русија, Кина и Европската унија. Има многу сериозни анализи и дивергентни гледишта. Некои дури вела дека светот меѓународниот поредок како што го познававме досега после Втората светска војна се распаѓа и местото на Русија го завзема Кина, сега ќе имаме ривалство САД Кина, зашто гледаме елементи. Се разбира, сите тие анализи се подкрепени со некои аргументи. Додека други велат, чекајте, ќе видиме во која насока ќе идат работите, дека клучно ќе согласни се сите дека клучни се американските избори и дали Доналд Трамп ќе победи и ќе освои нов мандат и ќе продолжи со досегашната политика на Америка пред се. Америка пред се, тоа е свој вид национализам и антиглобализам, да речеме, бидејќи е против меѓународните организации, само интересни здружувања, значи здруженија и алијанси од интерес ќе се формираат. Така што фер е да се каже дека самата пандемија не предизвика такви тектонски промени како што некои зборуваат, се работи за пукнатини кои се јавија многу порано во рамките на овој четириаголник, кои сега само стануваат се повидливи. Ги спомнав изборите во САД и нивното влијание, бидејќи најнапред да ни биде јасно дека и демократите и републиканците имаат еден интерес, нивната држава да задржи водечката улога во светот. Она во што се разликуваат се методите кои треба да се користат. Трамп мисли дека тоа може со сила и со еднострано делување, а демократите гледаат еден друг начин на реализација на тие интереси преку развивање пријателски односи, барање сојузници и градење на сојузништво за кое веќе имаат искуство со Европа, со Велика Британија сега, надвор од Европа, со Индија и така натаму, соработка со Кина, дури и со Кина на некои прашања како што се пандемијата, меѓународниот тероризам, глобалните климатски промени и така натаму. Значи еден помек, умерен пристап кој сме го гледале во времето на некои други администрации предводени од демократите. И кога веќе се спомнавме Америка, интересот на Кина и на Русија сигурно не е помал. Да немаме илузии кои се интересите на Кина или кои се интересите на Русија. И тие сака да бидат тука негде во врвот или да бидат лидери во светот, така што ќе гледаме тој надпревар и конкуренција меѓу нив и натаму. Прашањето е дали ќе биде, на кој начин ќе се реализираат тие. Да, Кина практично смета Народна република Кина дека новиот меѓународниот светски поредок е нефер во однос на нивните интереси и дека по завршувањето на Втората светска војна тие имаат изгубено територии. Сега гледаме дека тоа нели е политика која ги расчистува тие стари историски петна и не попуштаат.
по тоа прашање. Меѓутоа, имаме по друга страна и помали играчи кои исто така ја матат водата во овие мориња, да речеме Турција како еден регионален, сериозен регионален играч кој не игра баш по нотите на западниот свет, каде што нели номинално припаѓа како нели НАТО организација да земеме, и интересите да има влијание во Либија, Сирија, да се конфронтира со Израел, да дупчи ресурси во Средоземното море и така натаму. Тоа значи дека ситуацијава нималку не е мирна под површината на ова меѓународно. Напротив, нема, ако не ден, ама нема речеме месец, а да не избувне нешто и да предизвика сериозна загриженост. Сега е актуелно Турција, Грција, релацијата, дупчењата, па Франција доаѓа и манифестира солидарност со Грција, учествува во воени маневри и така натаму. Од друга страна, пред месец дена имавме судар меѓу Индија и Кина околу границата со 30 на 40 жртви на двете страни. И сериозна загриженост дали ќе ескалира тоа, бидејќи имало и во минатото, а тие две членки на БРИКС. Да, членки на БРИКС и двете со повеќе милиарди жители, мислам, половината од човештвото и повеќе веројатно би завојувало ако дојде меѓу нив до војна. Воопшто не е ситуацијата едноставна, а од друга страна гледаме и промени во Европа. Релациите меѓу САД и Европа, односно Европската Унија, по многумина се трајно нарушени. Европа ја изгуби довербата во Соединетите Американски држави. И да дојдат демократите, ќе остане прашањето кај многумина европејци, посебно тие што се лидери и одговорни водачи на своите земји и на Унијата. Добро, денеска да, со демократи разговараме, утре повторно ќе дојдат некои републиканци како Трамп и ќе речат де сакаме со вас да соработуваме. Поддршката на Америка на тврдиот Брекзит, критиките кон Германија и директно кон господја Меркел, која е и своевиден лидер, можеби, на Европската Унија, неформален лидер, ако не формален. Повлекувањето на трупите од Германија, критиките кон НАТО и заканите дека ќе излезат, сето тоа се некои индикатори кои многу сериозно се земени предвид во европските престолнини. И отаму мислам дека во наредниот период ќе гледаме зголемени напори. Сега доминира ковидот и кризата економска која е предизвикана, меѓутоа мислам дека многу брзо ќе видиме иницијативи за активирање на безбедносните системи во рамки на Европска Унија, надградување и посамостојно делување на Европската Унија, отколку што тоа беше досега на безбедносен план и на дипломатски план. Да не забораваме дека со указ на Трамп нели се публикуваат околу 25.000 американски војници од базите кај Штутгарт. Ајде да завршиме со ова прашање околу реформите на Обединетите нации. Оти се чини дека можеби токму сега е моментот да се постави тоа прашање. Можно ли е да се прошири Советот за безбедност со уште неколку членови како што се Индија, Германија, Јужноафриканската република, за да се помести тој лос на светската моќ? Оти се чини, со ово излегување на американците од некои битни организации на Обединетите нации, како што е Светската здравствена организација или УНЕСКО и така натаму, не ги финансираат повеќе тие организации, се чини дека
таа идеја како да бега се подалеку, да се реформираат Обединетите нации? Па тука се спротивставени интересите на тие што се внатре и тие што се надвор. Имаме де факто и де јуре ситуација. Де јуре е онака скроена пред 75 години, како што изгледал светот тогаш. А де факто сега имаме нови сили, нови моќни актери на меѓународната сцена, како што се Германија, Јапонија, Индија, Јужна Африка, како представник на африканскиот континент, кои бараат, би рекол со право, и тие да бидат актери и членки на Советот за безбедност. Меѓутоа, тоа пак отвара некои нови непредвидливи ситуации и функционирање на Советот за безбедност. Земјите кои сега ја имаат таа привилегија да се постојани членки и да имаат право на вето, тешко ќе се откажат од таквата ситуација или ќе им дадат право на некои други држави тоа да го користат. И лично сум песимист дека ќе се успее во тоа, освен некои драматични промени на глобално ниво, затоа што за жал, ако гледаме низ историјата и формирањето на Обединетите нации, а пред тоа и на Лигата на народите, тие дошле после големи глобални светски судири. Едната после Првата светска војна, другата после Втората светска војна. Ако ја следиме таа логика, би требале да доживееме Трета светска војна, тогаш и да седнат и да ајде да смислиме нешто ново. За тие сега, што ќе преживеат. Малку симплифицирано го кажав, но треба нешто драматично да се случи за свеста на луѓето, за потребата да се промени нешто, да надвладее над тесните интереси кои сега се доминантни. Амбасадор Огнан Малевски, благодарам за ова утринско гостување. Мислам има уште многу теми да се дискутираат во последно време. Еве, Белорусија е актуелна, има еден куп вриења, вриежи во светот, или да речеме новиот договор меѓу Израел и Обединетите Арапски Емирати. Зошто тоа се случи токму сега, што се случува во Либан? Ми се чини ќе имаме и понатаму можности за вакви битни суштински анализи. Ми беше задоволство. Фала.